Radio Makedonija. Glas od tatkovinata. Доктор Ѓорѓи Филипов е професор на финки во Скопје при Универзитетот Светите Кирил и Методи по менаџмент на интелектуална сопственост. Области на стручноста на професорот Филипов се проценка и управување со интелектуалната сопственост и така натаму и така натаму. Да не навлегувам во овие стручни работи, пак нешто да не сгрешам. Професоре Филипов, каков е односот на воспитно-образовниот систем кон сопственоста? Јас себе често пати при правењето на вестите во информативните емисии, една од критиките на Западот, сериозна критика е дека ние овде немаме однос кон сопственост. Ајде малку за ова тема да поразговараме. Може би тоа е едно, да не речам вечно вековита, не борба, спротиставеност, па дури би рекол и диалектичка спротиставеност. Ако е диалектичка, тога значи единство на спротиставеноста меѓу западниот и источниот, ја идем да речам и словенскиот свет. Еден е односот кон сопственоста, како што реков, без разлика дали е интелектуална сопственост, зашто интелектуалната сопственост треба да ја третираме токму исто како и секоја друга сопственост. Крадење на патент и на трговска марка е како крадење на 100.000 евра или милион евра или 5 милиони евра, иако ние не сме навикнале така да ја гледаме интелектуалната сопственост, па сметаме ако украдете, не знам, марка некоја трговска или нешто, дека нема кривична казна, иако во законот е предвидена. Ако се објави на трафика и се украдат 2 пакли цигари, ќе го врзат крадецот, ќе го затворат, полиција ќе дојде. Ако украде, не знам, марка или патент или техничко решение вредно толку и толку, не му се посветува внимание. Или нова идеја за книга или песна, слушавме овој песни сега, или идеја за песна, или сметаме се уште дека не е тоа толку вредно, исто вредно колку што се парите вредни. Иако ние и кон самата сопственост, дури и кон ова материјална сопственост, имаме малку поинакво гледиште од тоа што е на запад, значи што е Европска Унија, кај што треба да влеземе. Убаво е кога и едното и другото мислење и став ке се инкорпорират во еден заеднички став, дека и духовната вредност и материјалната вредност имаат своје ниво и се обединети. Ниту едната не треба се подценува, ниту другата, ниту претераното инсистирање на материјалните вредности од страна на западниот свет, ниту на духовните вредности кои што се од источниот свет. Овдека, велам, ние сме на пат помеѓу исток и запад. Иако сега гледате од исток дуваат некои нови ветришта, па и кинезите кои што порано никош не се интересирале за таква вредност, иако првите пронајдоци на компасот, например, на барутот, на папирусот, на печатењето, се во Кина, тие вистинската вредност ја стекнуваат кога се донесени на запад. Ниту постојат кинески освојувања по море, не го искористиле компасот за тоа, ниту барутот го искористиле да освојуваат нови територии, една Кина толку голема. Прва барутот го искористи нивниот сосед Монголија, кој што ја поробија скоро цела Кина. Со пронајден во Кина. Затоа велам, сега е малку променет тој став, па и кинезите и другите источни народи гледаат малку повеќе и на таа материјална вредност на нештата. Трет вид на собственост е можеби на собственост на наследството, што го имаме, културно наследство, археолошко наследство, теолошко наследство, духовно наследство, кое што исто така до пред некое време не придававме некоја специфична тежина на тоа, не дававме. Јас сум роден во Кавадарци, сум израснал како дете во Росоман, Стовија на 4 километри. Како деца сме се играле по тој локалитет, ама срам ми е да кажам дека некои куќи во околните села се изградени со камења од Стови. Значи не сме му давале толку значење, не сме биле ни единствени. И во Грција пола куќи се изградени со археолошки камења. А ако прашате некој прилепчанец, па кај да копнете исто или во Охрид, некое нешто на ѓалиште, вика кај ќе правиме куќи, што ќе ги правиме ако не ги искористиме тие камења што се доле. Шега малку да направиме. Меѓутоа, не треба премногу се шегуваме и треба да го цениме тоа што е створено на наша територија.
и да го дадеме вистинското значење на собственоста и да не ја преценуваме понекогаш, бидејќи од трка по таа собственост, нарочно материјална собственост, се губи една друга компонента на човекот, а тоа е неговата духовност, и човекот не е само материја, најмалку и материја. Треба да се направи еден баланс, секоја чест на Западот, меѓутоа и таму постојат луѓе што подеднакво ценат и духовната и материјалната собственост. Треба да водиме повеќе сметка за тоа, треба да се грижиме нарочно за веќе создадените вредности, да се чуваат како собственост, бидејќи изборуваме за општа именка собственост, инаку за интелектуалната собственост веќе реков, дека сум задоволен како ја штитиме, не презадоволен, меѓутоа задоволен, имајќи предвид сите околности во кои што ние битисуваме и околината во која што се наоѓаме, ќе почитуваме секој што ни дава како совет, меѓутоа треба си ги негуваме и собствените вредности и нашата самобитност. На крајот на крештата светот е убав затоа што е шарен. Убаво и што се шири Европска унија кон источните земји, се создава еден нов колорит, се создава една нова мешавина и само така може да и конкурира во развојот на Америка, бидејќи основната придобивка на Америка е тој еден конгломерат во кој што се населени луѓе, нации, едно богатство од убедувања, од раси, од бои, од духовни пристапи кон нештата, за се нешто, затоа можат лесно наоѓаат одредени решенија, затоа е толку силна. Таа може еднаш Европска унија да стане така обединета, да биде една голема држава, а секој да се ги зачува посебности, затоа што во Америка се можеби сите втопени во тоа, обдека се оди на еден нов пристап, да се зачуваат посебностите, а да се добие една супер компонента која што ќе биде збир на сите вектори што ги содржат народите кои ја сочинуваат Европска унија. И внесени сите тие вредности, собственост на сите вредности од сите нации ќе дадат еден нов квалитет, една нова сила која што може да го повлече овој свет малку напред. Radio Македонија. Глас од татковината. Да зинеме малку во дигиталниот свет на идеите, свет на слики. Мене ми личи како на свет на искривени слики, на чудни звуци, на виртуелна реалност. Познато на реченица дека дигиталната револуција на информатичко-комуникативните технологии преку овие социјални мрежи и комуникацијата со современите средства се едни од главните двигатели на изградбата на електронското глобално село. Професоре Филипов, дали е прикре распределбата на крупниот капитал во светот, докаде стаса вреднувањето на времето со информации за обичните луѓе и со идеи за носителите на револуцијата наместо парите како квантификатор на сите вредности? Јас се надевам дека добре доловив денешниците. Да, добро. Мислам дека заврши времето на парите. Заврши времето на парите. Јас би рекол дека не се согласувам. Може би заврши времето на стоките кои што ќе се разменуваат за пари. Ако сметате за пари како физички банкноти, може би заврши времето. Меѓутоа, како единици кои што изразуваат вредноста на нешто, всушност енергијата потрошена, дали е умствена или каква, да се дојде до некоја вредност, тоа нема никош да заврши, зашто мора да постои некое средство за размена. Дали ќе биде со пластични картички или ќе се запишува некаде, меѓутоа мора да се знае дека, не знам, дури да постои тој паритет. 3 кила жито коштаат колку уедно, не знам, кила вода, толку мегабајти. Да зашто ли се парите ако толку проблеми не прават? Ги укинеме парите. Може би ќе немаме проблеми. И ќе живееме спокојно. Да, и ќе се вратиме во првобитно општество, па ќе разменуваме само стока. Имавме таков случај. Бев директор на маркетинг и комерција, 90-та, 91-та, 92-та блокада, блокирана Србија, блокирани ние од грчка страна, само од Бугарија можеа да доаѓаат стоки. Немавме конто курентни сметки, размени со Србија и знаете како општануваше Македонија.
Ке продадевме, не знам, толку апарати за варување, од таму ке земевме толку кила месо или толку кила риба, дури и керамиди од не знам од Војводина, па ќе ги донесеме тука, па они ке земат тоа. И пак на крајот сите, морам да признам, ги пумпавме цените, ама и тоа го правија и тие останатите, така што се дојде до едно непаритетна размена. Мислам дека како пари ќе си обстанат тие, меѓутоа дека информацијата ќе вреди се повеќе, тоа е точно. Отприлика на секој 50 години, јас го ценам тој русин еден Кондратиев, вели дека на 50 години настануваат технолошки развој на одредена област во техниката, достигнува ниво и па почнува друга област. И тогаш доаѓа обично до криза, кога постои тој дисконтинуитет во развојот, се јавува економска криза и се почнува одново. Што сега овие информации, која се сила, што поминале 50 години, немаме таква криза. Значи, од 29-32 до денес нема. Нема криза каква што била 29-та криза. Што е тоа што го спречува да немаме таква криза? Имаме ние 2008 имавме криза. Меѓутоа, тоа не се ни споредува со тоа што било 29-та година. А ние па неа ни почувствуваме во вистинска смисла, пошто знаевме што беше криза 89-та, 90-та, 91-та, втора, кога чекавме, се сеќавате, редици за бензин, редици, да, ми се роди керка, редица за млеко са бајле, редица за леп са бајле во 87-80. И тоа се вика редовна состојба. И тоа беше као редовна состојба и не беше толку страшно. Затоа велам, 2008 кризата што беше, тоа ни оддалеку не се споредуваше. Што ја спречи таа криза? Една нова сила, еден нов квалитет во комуникациите. Значи, информациите ја спречија продолбочување на таа криза. Располагањето со информации овозможи брза реакција, значи повратна врска во системот. Бев 3 дена на Франкфуртска берза, морам да ви кажам, 92-а или прва, или не знам како се спремавме за тотална трансформација. Неколку инженери бевме одбрани, отидовме да видиме. Има еден црвен телефон таму, од технички аспект зборува. Ако се заклучи дека настанот на берзата, купување, продавање, не знам, нагло паѓање, нагло растење одредени акции е толку силно или при тргување со валути, да се закани со стабилноста на државата Германија, постои еден црвен телефон, се јавува Министерство за финансии и берзата се затвора веднаш. Информацијата е голема енергија. Ајде теолошки да се вратиме кај нас, мислам не е уште теолошкиот факултет составен дел на Кирил и Методи или е во западните земји, теолошките факултети се секаде во состав на универзитетите. Значи не зборуваме за вера, зборуваме за теологија. Вика, Библијата на почетокот беше збор. Што е зборот? Сега ќе кажеме колку бајти, килобајти, мегабајти содржи која количина на информација од еден збор. Од еден збор може да почне војни, да сопре војни, да уништи цели држави, дури може да уништи. Човек да уништи како ништо, посилно од куршум. Значи, информацијата е една огромна енергија, сконцентрирана, се уште не се разработени сите механизми како може да се користи, меѓутоа доста од нив се разработени. Информацијата е многу вредна стока сега. Користењето на информацијата е уште повредна стока. Значи, знаењето, умењето, не е само да соберете количина на информации. Употребата на тие информации, тоа е веќе know-how, knowledge management, имате знаење, не знаете што да правите со него. Овој познатиот физичар Хокинс, Стивен, пишува нова книга, кај што го менува тотално пристапот во однос на настанокот на светот, кај што тврди сега, да разговара со еден познат наш математичар, кој што разбрал што ќе пишува во книгата, дека од црните дупки излегуваат, на крајот излегува информација, останува бидејќи материјата снемува енергија. Што се случило со тие величини? Вика, информацијата останала и кај останува и како останува. А сега како ја праќаме ние ова информација што зборуваме? Преку радио Бранови. Преку радио Бранови. Дури дигитално ја слушаат сега, нели? Бранови се претвара во енергија, таа информација па ја декодираат и ја слушаат пак како информација зашто само ја разбираат. Така ја разбираат, можеби утре некој нема да има потреба ниту да му се декодира тоа, ќе разбира само Брановите како што читаат музичарите ноти. Значи, информацијата е многу силна вредност и затоа постои еден нов пристап воопшто во техниката, се вика competitive intelligence, конкурентско разузнавање. Наоѓање на информации, меѓутоа не со попат на шпионажа, бидејќи ако е шпионажа, се подразбира веднаш дека е незаконски дојдено до тие информации. Ова е со расположиви информации што ги има во етерот. Са кој знае да ги најде, фала Богу,
системите, техниката, технологијата, за тој што знае да бара, дозволува значи да се најдат информации кои што се легални, ги има на терен, ги има во етер, ги има во компјутерски мрежи, социјални мрежи, една нивна анализа би врши работа како не знам 1000 агенти што би правеле класична индустријска шпионажа. А тоа е веќе во сферата на науката. И убаво што потегна се такво прашање, гледате која сила се социјалните мрежи денес. Ако вреди информацијата толку многу, колку ли вреди идејата? За среќа, идеја не се штити. Не може да заштитите идеја. Може само да ве спомнуваат морално дека тој прв спомна таква и таква идеја. Меѓутоа немате право на идеја. Дури не можете да заштитите ни научно откритие. Ајнштајн не можел да го заштити со патент Е рамно на М по С на квадрат, значи масата по брзина на светлината квадрат. Пред 5-6 години се докажа практично неговата теорија. Иако беше научно издржано све, на хартија се докажано. Значи, научни откритија не се штитат со права на индустријска собственост. Тие вие не сте ги создале. Штитите само тоа што е ваша собственост. Вие сте го создале, вие сте направили. А ова е само вие сте откриле што Господ создал. Ти Господ ги создава законите. Вие не можете да заштитите закон. Вие можете да го пронајдете, да Господ да ви даде можност, вие да видите тој што ќе го откриете, ама Господ го создал, така што ваша ќе биде славата што ве одбрале, ама не може да го заштитите тоа. Ќе мора да ве спомнуваат, меѓутоа не можете да земете пари за тоа. Често пати ни е мачно тоа да им го објасниме на наши пронајдувачи, кога имаат некоја идеја дека идејата не се штити. Радио Македонија. Глас од татковината.